Драги гледачи, добродојавте на Уштедни 45 минути. Моето име е Данило. Во претходната епизода зборувавме со Боби. Се насмеавме и поразговаравме на многу подлабоки теми и верувам дека опфативме многу разни аспекти на тие теми. Денеска зборуваме за нешто малку поразлично, но нешто што мислам дека на секој млад човек, односно млад спортист, би му помогнало многу. Од мојата десна страна денеска, со мене е Валентино Карамфиловски. Валентино е млад кошаркар кој што има успеано вон државата. Моментално тој игра во Кина. Така да, кратко би ја почнал оваа најава за разлика од другите епизоди, со цел да повеќе навлеземе во тоа како млад спортист успева во странство и со самото тоа да повеќе дознаеме што е можно повеќе, еве да се повторам во таа насока. Валентино, добро ни дојде. Добро ве најдов и благодарам многу на поканата. Студиото е одлично, благодарам многу на продукцијата, одлични се дечките, браво. Мило ми е што прв пат доаѓам на подкаст и баш кај вас се појавувам прв пат да зборувам за почетоците мои во кошарката и како сум стигнал каде што сум стигнал моментално да играм во Кина. Многу важно прашање на старт, како си? Одлично. За прв пат вака пред камери на подкаст, одлично. Ова е прв подкаст. Прв подкаст, да. Супер. Супер, се надеваме дека септото ќе биде многу убаво и дека што почесто ќе се добие простор во јавноста, не само на нашиот подкаст, туку и на многу други подкасти, да зборуваат за работи што се релевантно важни, особено за младите луѓе кои што бираат кариера. Знаеме дека пример спортот е многу напорна дисциплина, каде што ти не треба се посветиш на 14-15 години на спортот. Тоа веќе можеби во денешни услови можеби е доцнат. Ти тоа повеќе ќе го разговараш. Треба многу од порано и сега, например, помладите следат многу повеќе подкасти, следат, бараат совети и мислам дека не би било лошо во иднина многу повеќе да се појават луѓе како тебе, Валентино. Точно, јас се сложувам со тоа, бидејќи и моментално во сите подкасти каде што одат спортисти се спортисти кои веќе ги знаеме, кои веќе знаеме каде се и како стигнали и што направиле таму, кои има долгогодишно искуство, но сепак некако се туркаат на страна децата и младите играчи, поготово во нашата држава во кошарката, се малку тргаат на страни и повторно се форсираат поискусните играчи и немаат право на збор, никој не ги повикал да си го искажат своето мислење, што мислам дека е многу важно како млад кошаркар да дадат мотивација на други млади кошаркари и спортисти да продолжат да се бават со спортот. Еве, например, добро ова вака што го отвори, например, и во јавниот етер во Македонија за секоја професија, без разлика дали е спорт или било што, има 3 до 4 луѓе кои цело време се појавуваат. Цело време и само, да кажеме вака народски се зема од тие луѓе. Што јас не сметам дека не велам дека тие луѓе се лоши или не даваат добри совети или неминовно. Но добро е да го плурализираме просторот каде што луѓето ќе имаат простор да кажат нешто, особено младите луѓе, бидејќи едно е да си млад во 1988, друго е си млад во 2026. Точно така. Јас и ти разговаравме, се чувме што би разговарале во контекст на кошарката. Ти си млад спортист кој што игра моментално во Кина, претходно има долг престој во Унгарија. Така е, јас на свој 15 години заминав од Македонија во Унгарија. Започнав со кошарката на 12 или 11 години, точно не знам, бидејќи никогаш не ми било сон во животот јас да станам спортист, затоа што како дете јас бев многу дебел. И никогаш не се пронаоѓав толку во спортот, но имам постар брат, кој што секогаш каде он ќе одеше, ќе се запишеше на спорт, јас го пратев. И во еден момент он почна да игра кошарка, јас почнав така на мои 7-8 години прв пат да отидам на тренинг, ми беше интересно, но само поради него. Он потоа продолжи на фудбал, моите не ми дозволија да играм фудбал, затоа што пак не бев јас физички спремен да играм фудбал. И се одлучив, окей, ќе си продолжам на кошарка, колку само нешто да спортувам. Сватив на некој мој 13-14 години дека јас сум добар, ако продолжам да тренирам, можам да бидам уште подобар. Во основна школа многу учев, секогаш сум сакал да бидам нешто во животот, учејки, но се одлучив на 14 години, кога требаше да се запишам во средно училиште, се одлучив да се запишам во најблиското средно училиште до мојот дом, бидејќи во тој момент се запишав да играм во Ѓорче, јас сум од Кисела Вода. Четворката, значи автобус број 4 оди од Кисела Вода до Хром. И јас требаше, кога бе втора смена, да стигнувам од
школа на тренинг. И секогаш беа вечерни термините за тренинг. Не можев никако ако се запишам во Корчагин или Јосип Брос јас да стигнам на тренинзи. И се одлучив уште на мои 14 години сам дека сакам да продолжам со кошарката, да видиме што и како ќе биде. Јас никогаш не сум имал никој во животот мене да ми покаже пат. Значи, позитивен пример од твоето детство е твојот постар брат. Со тоа што не би било лошо да го поздравиме твојот постар брат. Поздрав до Кико Алба. А јас би поздравил и мојот помал брат, за да зема примери од својот постар брат и да најчесто знае дека постарите браќа се почесто во право од помалите. Не знам дали ти ќе се сложиш со тоа. Се сложувам потполно, да. Значи сега збориме јас и ти дека ти на 13-14 години веќе си размислувал посериозно во таа насока и покрај тоа што кажа дека си бил не си бил, да кажеме, граден во атлета, но она што е многу поважно и зашто пример луѓето толку ги ценат спортистите кои што немаат на некој начин имаат талент, ама повеќе се фокусираат на тоа дека само себе се изградиле, како Роналдо на пример, како Коби Брајант. Така, тоа е еден твој пример. Сега да прашам како изгледа играњето на твои тинејџерски години во Македонија. Како изгледа кошарката во тој период, бидејќи зборувавме дека во меѓувреме не знаеш ти како, доста време си во странство. Во тој период како изгледа да тренираш за младински? Во тие моменти јас не знаев за ништо подобро. Мислам секаде во Македонија е исто, бидејќи прво немаме толку услови да тренираме како што имаат услови во Унгарија. Немаме доволно сали, немаме доволно термини, има премногу екипи кои што сакаат да направат младински екипи, да создадат младински екипи, но немаме доволно сали. И секогаш термините тука се малце не се усогласуваат и тоа е исто еден така поголем проблем, каде што јас тоа го дознав потоа кога отидов во Унгарија. Тука секогаш, како што кажав, термините беа навечер, после училиште, значи јас на 14-15 години требаше сам со автобус да патувам од Кисела Вода до Ѓорче. И тоа е еден од многуте ризици кои што сум ги превземал во животот за да станам тоа каде што сум, затоа што јас сум го сакал тоа. Не сум бил јас многу добар, не сум бил јас никој ништо во тој момент, ама во мојата глава јас сум бил најдобар. И јас ако сум сакал да останам најдобар, сум морал да одам и да тренирам. Секако луѓето од Ѓорче ми дадоа шанса јас да се покажам во најдобро светло. И на 15 години на тренинг дојде некој си човек. Што правиш ти? Викам, играм кошарка, имаме тренинг. Тоа е наш човек, македонец? Да, македонец. Играм кошарка, викам, имам тренинг. А јас во мојата глава сум Леброн Џејмс. Значи јас за никого не сум добар, за сите сум никој ништо, али јас во себе знам дека јас сум некој, дека можам да успеам во кошарката, во тоа што го правам. И добро, вика, ќе останам јас на тренинг да те видам како си, што си. А он во тој момент доаѓа да ги гледа девојчињата ракомет, затоа што како што знаеме, нели, во Ѓорче имаше ракомет така, освоја европско. Кометал Ѓорче Петров. Така е. И останува човекот на тренинг, јас окей, си играм нормален тренинг, си правиме на своји 15 години, тоа е септември 2015 година. И он завршува тренингот, доаѓа и ми вика поздрав до Габриел Мишевски, тоа е човекот кој прв пат ме види, ме запозна дека јас уствари можам, имам многу големи шанси да отидам во странство. И ми вика, имам јас еден човек кој се бави со менаџерство, скаут, можда би можел да ти помогнам да отидеш во странство. Сега нормално, како секој млад човек, ти ќе си кажеш, да бе, ти ќе ми помогнеш сега. Така на 15 години ние не знаеме како е во тие професионални води. И во ред, окей, јас му оставив контакт, ми вика направи видео, прати ми видео, вака така. Викам во ред, целата сезона од тие 8 надпревари што ги изиграв таа година 2015 се снима, си направив некои мини хайлайтс, му ги пратив и не очекував ништо. Искрено, дете од 15 години, незрело во главата, само сакам да тренирам, мене ми беше тоа, ништо повеќе. Декември 2015 година, мене ми звони телефонот и Ѓорги Бујуклиев, тоа е човекот што уствари ме прати во Унгарија на проба, да отидам да ме видат, и ми се јави и ми вика... Извини, кој е Ѓорги? Ѓорги Бујуклиев е тренер и воедно и менаџер. Добро. Но моментално се бави он е тренер за кошарка, моментално. И он ми се јави тогаш и ми вика,
имам јас некои опции за Унгарија, ако сакаш, јас држам кампови, можам да ти помогнам да те видат. Јас не ти ветувам ништо, може да се јавам, да отидеш да направиш 2-3 тренинга, да те видат. Ако им се допаѓаш, ќе останеш, ако не им се допаѓаш, тоа е тоа, ништо, имаш повеќе искуство. Јас велам во ред. Ќе отидам. Тоа беше 9 декември 2015 година. Точно се сеќавам на секој датум и секој момент од кога тоа се случи. Татко ми беше тогаш на пат, јас дете немам со што додам, немаше тогаш авиони Скопје Будимпешта и му се јавам, викам, тато, викам, ме бараат во Унгарија да играм кошарка. Во Унгарија, таму нема кошарка. Ја викам, и јас не сум слушнал, викам, ама ќе отидеме, ќе видиме едно искуство повеќе, се согласија секако моите, ќе отидеме, ќе видиме како е така. Отидов, тоа во тој момент клубот се викаше Радгевер Академија. Бидејќи се бавеа само со млади играчи. Власник, се јебик, како се собственик на клубот е србин, кој што има потекло од Унгарија, има освоено 2 европски титули со жени, со Фенербахче и со ЦСКА Москва. Ласло Радгевер. И он мене ми се јави на српски ми збореше, вика, сакаме да дојдеш да те видиме, имаме српски тренери, може стварно многу да научиш, ние сме тука само за децата да напредуваат. Ние не сакаме да форсираме, нормално дека сакаме да извадиме играчи од нашата академија, ние сакаме да вие напредувате. Прво да станете луѓе, па потоа да станете кошаркари. Во ред се согласивме, отидовме понеделник, мислам дека 13 декември 2015 година, се упативме кон Печ, Унгарија. Моето прво патешествие во странство. Стигнувам таму, ни велат во 8 часот, ќе дојдеме со автомобил, ќе ве земеме од хотел и ќе ве прошетаме низ градот. Сега ние навикнати од тука во Македонија, ако кажат 8, значи сигурно ќе доцнат во 8:00, чукаат на врата. Здраво, јас сум тој и тој, ве молам дојдете со мене. Не прошетаа низ градот, одма ни се допадна, ни го покажа училиштето, затоа што јас сепак требаше да одам некаде во средно училиште да завршам средно. Не можеше тоа да се направи да одам јас и тука и таму, мораше да одберам едно. Ти зборуваш унгарски, така? Зборувам унгарски. На почетокот јазикот дали ти беше можеби пречка? На почетокот најголема пречка ми беше зборувањето унгарски, не само унгарски, туку и англиски, бидејќи во тој момент никој не зборуваше англиски, затоа што сепак бевме деца од таму, да. Бевме деца, имав многу голема среќа што бев ставен во паралелка која што беше двојазична, хрватски и унгарски. Тоа ми беше најголемата среќа што имав во тој момент. А дали само ти беше странец во моментот или имаше други деца од други држави? Во моментот во клубот бевме двајца странци, јас од Македонија и уште еден дечко од Нигерија. Другите сите беа унгарци во тој момент. Затоа што тоа беше, мислам дека втора година во Унгарија кога смееше да се донесат странци да играат во таа нивна младинска лига. А до тогаш имало забрана? До тогаш немаше право, бидејќи се случи некој скандал претходно, што не сум запознат, не сакам да коментирам за тој скандал, но потоа повторно се одлучија дека окей, може сега да донесете странци, да ги развиваме за да видиме понатака. Бидејќи во тој момент унгарската репрезентација во кошарка не беше ништо, мислам, немаа никаков успех ни на европско поле, ни на светско поле, не беа ни квалифицирани да играат европско првенство. И они сакаа да пробаат кога ќе донесат млади странски играчи да пробаат некако да им извадат пасош за да може да играат за нивната репрезентација. И за тоа дозволија да може млади странски играчи да играат во државата. Имаше ли ти таква понуда? Јас немав таква понуда, бидејќи јас сакав на по друг пат потежок да извадам документи, да извадам пасош, не од причина што јас би сакал да играм за унгарската репрезентација, туку би сакал затоа што ми се отвориле многу полиња во животот само со тој пасош. Сега моментално немам услов да извадам унгарски пасош, бидејќи играв годинава во Франција, па продолжи во Кина. Мора да имам престој од 8 години едно по друго во Унгарија. Без престан, така? Без престан, така, да. Без прекин? Да, без прекин, за да можам да уствари извадам јас пасош и да имам државјанство унгарско.
Нажалост, тоа не се случи, али на моje добро, бидејќи никогаш немаше да отидам и да се испробам себе си во Франција, но и во Кина. Сепак Кина е моментално, мислам дека една велесила, зборам за сите лиги што постојат во Кина, се велесила наспрема сите други држави, освен NBA и Евролига нормално. Така, ќе навлеземе повеќе околу Кина подоцна, сега бите вратил на моментов со како тоа млад спортист оди во државата и да се вратим убаво затоа можеби јас тие насочив мислата кон друга насока. Важно ми ако да се скаутингот, менаџментот и како во тие лиги, во тие младински лиги, како бевте третирани, да кажеме на некој начин, како бил третиран младиот спортист кој што после успешен скаутинг од странство, од некоја помалечка земја како Македонија, која што не е пример да кажеме Соединетите американски држави во кошарка, е земен во Унгарија. Во која лига игравте вака например? Во Унгарија, кога отидов, се почнува во младински лиги, истите младински лиги што ги има и тука. Значи се почнува од U12, U14, U16, U18 и моментално е U21. Кај нас моментално не знам ни дали има U20 лига. Не сум сигурен, не сакам да сгрешам. И потоа се продолжува, си имаат они од четврта лига унгарска, трета, втора, прва. Јас играв тогаш како млад играч, започнав во U16. Таму бевме третирани, јас не можам да најдам ни една замерка на тоа што се случуваше таму, бидејќи бевме третирани како да сме нивни деца. Од наутро кога ќе станевме, секој пат ни се јавува да не проверат дали сме отишле на училиште, дали сме биле на тренинг од Сабајле, затоа што нон-стоп таму во училиштето каде што јас учев, имавме дозвола ние да одиме на тренинзите наутро. Каде што тоа кај нас не знам сега како е, но тогаш не беше дозволено. Секогаш професорите се бунеле, тука со чест и со задоволство ни дозволува да одиме на тренинг. Така. Немаше никакви проблеми. Само ќе кажеме, во рете имам тренинг, пример од 7:30 часот наутро до 9, кога ќе стигнам на следниот час, ќе се појавам. Никогаш не направиле никаков проблем. Наутро на тренинзите секогаш доаѓа да не земаат со автомобилот пред училиште и да носеа на тренинг. Кога ќе завршиме, ќе се истушираме, ќе се средиме, ќе не однесат на училиште повторно. Училиштето беше на приземје беа училниците, на прв спрат живеевме во интернат сите машки деца, на втор спрат беа сите женски деца, за да не се мешаме. Секогаш имаше професор исто во интернатот, каде што паза дали некој ќе се качи, дали некој ќе се симне, затоа што знаеме сите тинеџери сме, може да правиме глупости. Тоа не беше дозволено. Имаше и така наречен како сега да се изразам, мораше во 9 часот сите да бидеме во интернат. Не можеше после 9 часот да излегуваме од интернат. Значи дисциплината буквално бевме како војници. Наутро во 6 часот доаѓа професори. Сметаш ли дека тоа можеби некогаш претерано? Јас сметам дека е претерано, но за спортисти секогаш треба да се има дисциплина и секогаш треба да се почне млад. Да, веројатно пошто на тие години веќе добиваш некое значење, ти се отвора некоја кариера, клубот претпоставувам, клубот веќе уложува во тебе доста, дали да те школува, дали да те тренира, веројатно и многу други работи околу тоа и многу веројатно затоа се и попредпазливи за не се забега во друга дирекција. За пример, јас Тино на пример доаѓам од Тетовско и знам пример многу прикази за луѓе кои што требале да бидат нешто, ама поради тоа што немало дисциплина во тој момент, што е можеби на некој начин, ако погледнеш вака наназад, можеби почудно, не успеале да се реализираат како успешни спортисти. Така, ама тоа сепак почнува од самиот себе си. Затоа што мене никој не може да ме натера јас да станам во 6 часот наутро ако јас не сакам. Они може ќе дојдат, ќе ми упалат светло, ќе ме разбурат во тој момент, но јас ќе се вратам на спиење, ако јас сам не сум свесен дека они ми дале све и ова е голема шанса за мене, за јас да успеам. Ова јас треба сам, не ми треба мене никој да дојде да ме разбуди за јас да одам да тренирам. Тоа треба да го имам во себе за да бидам поуспешен, затоа што луѓето ми дале мене шанса јас да се покажам, од кога останав таму застанав и предходно, кога направив 3 тренинга, ме видов јас не бев во најдобра форма, уште на тие 15-16 години, ја веќе имав 110 кила, воопшто не бев во форма, не можам да кажам дека сум изгледал ни на кошаркар.
Но луѓето видоа нешто во мене дека може, окей, ќе останеш тука, ќе пробаме да ти помогнеме да напредуваш затоа што се гледа дека ти сакаш да тренираш и дека тоа ти е на прво место. Но прво мора ти да станеш човек, па потоа да бидеш кошаркар. И тоа беше прво што не научија. И кога јас отидов, не бев толку дисциплиниран, јас сепак бев и тука дисциплиниран. После училиште си одев на тренинзи, немав пропуштено тренинг во 3 години што ги тренирав кошарка така поозбилно да кажам, посериозно, немав јас пропуштено тренинг. Но сепак кога одиш во странство, многу е голема загубата ако јас се вратам. Бидејќи јас сум ја добил таа шанса. Мене некој ми ја пружил таа шанса и тука нема назад. Ако и веројатно психолошкиот притисок од тука што би било оти да се врати, така? И сега ти замисли на 15 години добиваш таков притисок сам на себе. Јас немав притисок од моите, немав притисок од тренерите, од никого. Значи мора да успееш сам на себе си велиш. Мора да бидеш најдобар сам на себе. Јас знам дека многу луѓе што ме гледале и ме гледаат велат дека јас не сум доволно добар и дека како сум стигнал и во Унгарија, и во Франција, и во Кина сега. Тоа е во ред. Тоа мене ми дава мотив и гориво за јас повеќе и повеќе да тренирам. Затоа што јас се сложувам со сите луѓе што мислат дека јас не сум добар. Затоа што они исто гледаат со други очи. Ако јас не сум добар, пример, не сум добар шутер, јас треба да вежбам на шут и тоа мене ми дава гориво да јас повеќе вежбам. Ама тоа мора сами во себе да го најдеме. Тоа не може ти да ми го дадеш, не може никој да ми го даде. Еве, например, веќе неколку пати гледам напомена дека во Унгарија, покрај тоа што те учеле да бидеш добар кошаркар, те учеле да бидеш и прво човек, така? Така. Колку е таа сега важна е да нема како поинаку да го формулирам прашањево, но мислам дека спортистите не успеваат, младите спортисти, бидејќи единствено нешто што ги учат е само спортска дисциплина. Покрај спортска дисциплина која што е многу важна, сега ја зборам. Мислам дека недостига животна филозофија. Да имаш животни лекции, бидејќи спортот на некој начин, спортот и музиката будат најмногу емоции кај луѓето. Еве, јас и ти зборнавме малку за фудбал, двајца да навијаме за Юнајтед. Знаеме колку ни буди така некои реакции, секакви, од секаков фазон, а кога ќе погледнеш рационално, што тоа ни носи? Горе-доле ништо. И пример, спортот е нешто заедно со музиката што кај луѓето ствара многу емоции. Многу емоции. И според мене многу е важно, секој спортист, да има некоја животна филозофија за себе, да не биде празен. Но знаеме дека има многу празни спортисти. Да не биде празен. И сега во таа насока ми е прашањето како изгледа тоа едуцирање, да кажам, од страна на тренерите, па и скаутинг, скаутите, например, менеджментот, кон засилување на животната филозофија на спортистите? Прво, самото одење во Унгарија е нешто што како те пуштаат некаде да одиш, прв пат си бил, значи јас сум патувал во животот претходно, но тоа беше прв пат одам во држава каде што никаде не зборуваат англиски, никаде не го зборуваат мојот јазик и не можам да се разберам. Поспецифично така. И тука они ти даваат до значење прво дека почекај, тука сме ние, ќе ти помогнеме со све. Затоа одиш во таква паралелка за да можеш малку да ги разбираш. Јас во ред сите знаеме да збориме српски или хрватски од што слушаме музика. Јас така сум научил да зборувам и српски и хрватски, но пак е малку поразлично. И тука дојде во мојот прв момент кога јас сега не ја знаев разликата измеѓу хрватски и српски. Во хрватско училиште малку беше потешко за мене затоа што секогаш те гледа со предрасуди. Чекај малку, ти не збориш хрватски, ти збориш српски. Сега вака, сега така, јас имам 15 години. Мене кога моите ме оставија, јас не можев да се смирам 1 месец. Значи јас плачев за да се вратам дома. Не од што ми било тешко јас да бидам таму, поради тоа што сум бил оставен сам и никој не ме разбира. А јас сакам да зборувам. И тогаш дојде клубот со тоа што во ред, што ти треба? Сакаш спортски психолог, сакаш, еве, ние ќе ти дадеме насока, само ти кажи што сакаш, ние ќе ти дадеме насока. Ти беше ли понуден спортски психолог тука да ќе играш во Македонија? Не.
Не. И мислам дека тоа е една многу голема грешка во македонскиот спорт, бидејќи тоа е потребно на секој спортист, затоа што ние што сега можам слободно да кажам дека ние перформираме на теренот, јас не работам. Тоа ми е мене љубовта. Јас тоа што го правам, го сакам. Јас не го гледам тоа како работа. И не можам тоа што ми се случува надвор од местото што го сакам, да го носам таму. Или обратно, тоа што ми се случува на теренот, да го носам дом. Тука во тие моменти е многу потребно да си има спортски психолог, со кој може да си поразговараш, да се отвориш, да си ги кажеш проблемите. Особено за дете што на таа возраст заминува неколку држави од својата оддалеченост, од својата дома и да се снајде во услови во кои што ете ти како што кажеш, никој не те не разбирал. Да, јазикот е пречка, јазикот е и предност, но и во дадени ситуации голема пречка. Зборуваме цело време за младинското искуство твое како спортист во странска земја, Унгарија. Каде е тој свич, каде е тој пренос од младински играч во U19, U18, U20 категории кои што ги наброја, точно јас не ги знам за кошарка кои се, во професионалец? Првотимец, кој е точно наziv? Прво, да, професионалец или првотимец, и двете се во ред, но прво во Унгарија самиот момент кога ти ќе стигнеш и ќе влезеш да играш во еден клуб каде што играат младински лиги, они веќе те спремаат како професионалец. Како да тренираш, како да се храниш, како да правиш рекавери после тренинг, после надпревар, како да ги контролираш емоциите, што е многу битно за еден млад играч, за да може да напредува и да игра на тоа ниво каде што сака или може да игра. Јас првиот мој професионален договор беше на 18 години во Оше Лајонс, тоа е втората унгарска лига. Јас имав понуда и да останам во истиот клуб, да направат сениорска екипа, да играм за нив и да студирам. Каде што во тој момент морав нормално да поразговарам јас со моите родители и луѓето што ме поддржуваа најмногу околу мене, дали да го направам тој чекор, да ризикувам, да одам само да играм кошарка или да студирам и да играм кошарка па да биде 50-50. Јас за ништо во животот не можам да идам 50-50, јас секогаш дам 110% од себе си и одам со главата во зид. Брат ми беше најголема поддршка за тоа само да продолжам со спортот, да видиме како ќе биде, затоа што факултет може да запишеш кога сакаш. Тоа беше неговата филозофија, за како јас да пробам да ме стави уствари во пеколот, за да можам да видам до каде су. Да те исчеличи. Да ме исчеличи, што беше многу битно за мене, затоа што мојата прва професионална сезона јас одиграв вкупно 9 надпревари. Во просек од 7 до 8 минути. Затоа што јас бев дете. Јас бев 18 години, но сепак ја добив таа шанса јас да играм. Илустративно, колку надпревари имала твојата екипа во таа сезона? Околу 40 со купот на Унгарија и со лигата и со пријателските надпревари, околу 40 до 45 надпревари. Но ние тогаш имавме екипа од 15 играчи. Немавме ние екипа од 12 играчи, па сега јас сум 12 играч, па може ки играш, може нема да играш. Има правило во унгарската втора лига, каде што еден домашен млад играч мора да биде на теренот. Јас сум домашен млад играч во Унгарија, бидејќи имам поминато 30 месеци во младински лиги во Унгарија. И сега, јас започнав таа сезона да играм во U20 лигата, тогаш уште беше U20, не беше U21. И Ѓорги Бујоклиев, кој што прв пат ме однесе во Унгарија, ми беше тренер во истата таа екипа. И он ми ја даде првата таа шанса да јас се осетам слободно. Јас многу научив во Радиевер академијата, бидејќи Ивица Мавренски ми беше тренер кој што ме научи како да размислувам подобро на теренот, бидејќи он е бил врвен плеймејкер. И јас играм на позиција плеймејкер и он ме научи на многу работи кои што потоа во професионалниот свет на кошарката ми значеа премногу. Кога стигнав јас во Оше Лајонс, Ѓорги Бујоклиев ми ја даде таа шанса да јас се покажам кој сум и што сум. И он секогаш ме мотивираше. Ако играш тука добро, ќе те земе и тренерот ќе играш со првата екипа. А ако не играш тука добро, ќе нема шанс. Мене тоа ми беше мотив каде што јас не одев на факултет, јас морав само да тренирам. Имавме слободна сала, сите добивавме картички
И со картичките можеш кога сакаш да си влезеш, да си пуштиш светло во сала и да си тренираш. Значи салата беше отворена 24/7. А во градот каде што ја живеев тогаш имаше 18.000 луѓе. Значи немаш ништо што да правиш, ти мора да тренираш. Како дете беше најдобрата опција за јас да напредувам во кошарката. Значи малото градче. Значи малото град. На некој начин. Да. Бидејќи јас сакав да се фокусирам само на кошарка. Јас имав понуди тогаш да отидам и во Будимпешта да играм, кој што е милионски град. Но како тинејџер знаеш дека ако отидеш во поголем град, може да малце да тргнеш и да се изгубиш од правиот пат. Ти си млад, ти си бил младинец кој играл во младинските лиги во Унгарија и сега убаво вака што го почнавме разговорот и те слушам. И сега размислувам каков е односот на македонската скаутинг мрежа или на македонските тренери кои ги воделе U20, 21, U17 репрезентациите на нашата кошаркарска репрезентација. Каков е твојот однос? Каква е комуникацијата, мислам, на тренер што има, знае, пример, јас сум тренер на кошаркарска репрезентација U17, јас знам дека ти на 16 години дознал ти играш во Унгарија и тоа во принцип, нели, за млад спортист од Македонија е малце не е секој дневе. Како изгледа тој однос? Имаш настапувано за младинските репрезентации, така? Официјално немам настапувано за македонските репрезентации, што не е воопшто проблем. Во тој момент можеби не сум бил спремен јас да настапувам, тоа сепак си има луѓе кои што тоа го одлучуваат. Јас првпат настапував на U14 Словенија бол, што се одржува во Словенија. Тогаш играв првпат за македонската репрезентација, тоа е неофицијален турнир, на Европско Б првенство немам играно, но сепак имам многу деца, тоест моја генерација сме биле многу деца кои што биле стварно многу добри и не било битно дали јас играм во странство или они тука, бидејќи стварно децата биле супер. Сите што играле за репрезентацијата на Македонија биле правата екипа, правите 12 играчи и јас сум се сложил секогаш со главниот избор на тренерот. Никогаш не сум се лутел на тоа што он го одлучил, бидејќи сепак он знае најдобро. Јас сепак велам не за себе, но велам можеби некогаш направиле грешки во смисла на некои други играчи, бидејќи 11-12 играч во кошарката и не се секогаш толку битни, но на некого кој што е толку упорен и толку сака да тренира, ќе му значат многу за понатамошно надградување на своето знаење во кошарката и искуство како е да се биде во македонската репрезентација и да патуваме и да играме и да се дружиме сите заедно. Јас имам многу пријатели од кои што сум бил со нив на кампови за македонската репрезентација, кои што се уште ден денес сме најдобри пријатели. Така што најбитно во македонската репрезентација тогаш за мене беше јас да имам конекција со сите мои соиграчи. Иако сум на камп, сме 20 деца и тренираме секој ден, сите тренираме исто, нема некој повеќе, некој помалку, сите тренираме исто. Мене ми била најбитна комуникацијата со децата за да видам они како размислуваат во тој момент и зашто се они пред мене. Јас никогаш не сум бил љубоморен на децата што играат за репрезентација пред мене, него сум сакал да знам зашто за јас да се подобрам. Така. Мене тоа секогаш ми било најбитно. Рационално изрело размислување така, бидејќи на тој начин правиш две улоги, прво размислуваш како да се подобриш, а второ не дозволуваш на некој начин злобата или не знам, завидливоста да те обземе и тоа да ти прави дополнителна негативна енергија, не само самиот во себе, туку и кон другите. И другите тоа ќе го почувствуваат евентуално и така се нарушува тој целиот баланс за нивната перцепција во твои очи, ама и твојата перцепција во твои очи, што е многу важно. Така. Најголемиот кошаркарски успех на Македонија, коригираме ако грешам, ти си подарувал во поле, е 2011-та. Така е. Така, нашата репрезентација четврто место во Литванија. Во Литванија, да. Во Литванија беше. Ја добро памтам кој настапуваше тоа, Бо Михеле Перантич ги памтиме. Тројка. Сите ги памтиме така. И сите бевме на плоштад да ги дочекаме. Така. И сега, например, кога се случува некој голем спортски успех во определен спорт, државата после тоа некако определено време се околу тоа се фокусира, децата сакаат тој спорт да ги играат, сакаат да бидат Перо Антик или некои од другите наши репрезентативци од тоа време. Дали тоа, пример, во конкретниот случај со кошарката предизвика
некое поместување во нагорна линија во нашава држава? Мислам дека баш во кошарката и не, бидејќи како што разговаравме јас и ти, моментално има многу побитни спортови во Македонија од кошарката, бидејќи се уште јас секоја чест морам да кажам за Војдан и Дамјан Стојановски кои што играат во МЗТ уште ден денеска и освоја титула и освој MVP. Војдан Стојановски и секоја чест, значи они беа двајцата кои што играа во 2011, поминати се 15 години и повторно се наврват. Значи мора младите деца да добијат шанса. Тогаш јас се сеќавам баш, беше тоа една од причините зашто јас почнав да играм кошарка, како и на многу други деца. Барем јас така размислувам, бидејќи сите сакавме како што ти сам кажа да видиме Боме Келев, да видиме Перо Антич, затоа што видовме колку нашиот народ може да биде заедно и сите заедно да навиваме за некого. Јас сакав да бидам тој што ќе навиваат за него. Во тие моменти јас сум дете, не разбирам, ама знам дека сме ние четврти најдобри во Европа. Сега, после тоа, ние пак 2013 игравме Европско првенство со истата екипа малтене. Немавме некој голем успех, али јас сепак не можам да дадам свое мислење на македонската репрезентација од тогаш и до денеска, бидејќи не сум имал големо искуство со репрезентациите на Македонија, а кога се случиле тие работи сум бил само дете. Но еве, например, поминале 15 години, веќе полека изминуваат од 2011. Јас следам спорт и колку што можам ги следам сите спортови, нели? Но гледам дека од тогаш па навака кошаркарска репрезентација нема некој, впрочем, дали и знаеме што се случува со репрезентација, не знаеме кога настапуваат посериозно, се луѓето кои тоа навистина стварно го следат. Пример фудбал кога се игра, верувам дека сите знаат во државата, иако примерен спорт во Македонија, спортот што има најголем успех во Македонија, ракометот. Тоа не е спорно, така? И сите навиваме за ракомет, гледаме ракомет кој игра Македонија секој јануари, нели? Дома тоа си гледаме неминовно. Што се случува вака од 2011 навака со успехот на репрезентацијата, да кажеме, дали имаме некој посериозен успех, бидејќи мислам дека не се доволно застапени под визите на репрезентативците, доколку има таков. Сениорската македонска репрезентација, мислам дека после тоа немаше ни еден сличен настап на европските првенства. Играме ли европско, играме ли светско? Моментално не играме ни европско, ни светско првенство. Колку време е тоа така или само сега? Сега моментално играме предквалификации за квалификации на европско. Мислам дека моментално имаме 3 или 4 победи, немаме пораз, играме со репрезентациите на Азербејџан, Ирска и не знам која е третата, ќе излажам, бидејќи јас не пратам толку кошарка во Македонија, сепак сакам да ја гледам нашата репрезентација, бидејќи имам многу пријатели кои играат во сениорската репрезентација на Македонија. Но сепак сме имале успех со младинските репрезентации. Сме освоиле, бидејќи младинските репрезентации се напреваруваат во Европско А првенство, Европско Б првенство и Европско С првенство. Ние од секогаш сме биле во Европско Б првенство. Но ние сме го имале тој успех 2 или 3 години, сега во изминативе неколку години, не зборам јас пред 10-15 години, него сега во изминативе неколку години имавме успех каде што освоивме Б дивизија и влеговме во А дивизија. Така. И тие деца стварно заслужуваат да добијат шанса и да играат сениорска кошарка, да играат за екипи во Македонија или вон Македонија или сепак да добијат и некаква шанса во репрезентацијата, бидејќи ние сепак велиме дека треба повторно да се изгради нашата репрезентација, бидејќи сега еве Војдан и Дамјан Стојановски се на прагот за минување од репрезентација и треба да имаме нови деца кои што ќе носат таа репрезентација, иако тоа може да не биде сега, може да биде за 5 години, ние треба да почнеме некаде за да добијат тие деца искуство. Така е, да се гради. Точно. А на градењето му треба време за да правилно порасте. А она што сега да те прашам, мислам дека немам уште многу време јас и ти од нашиот разговор, но две прашања мора вака да ги поставиме. Кажи ми за кошарката во Кина. Како изгледа да играш, да одиш од кисела вода во Гуанжу, град што има колку милиони жители, над 20, над 30? 30 милиони жители. Кошарката во Кина е на друго ниво. Не само
играњето на кошарката, туку и нивниот менталитет. Во Европа сите знаеме дека повеќе се игра тимска кошарка. Они повеќе сака да ја американизираат кошарката. Колку време си ти таму? Јас во кино отидов во февруари, се вратив сега пред една недела, бидејќи имав некакви проблеми со визата. Кина беше најубавото искуство во мојот живот. Од културен аспект и од кошаркарски аспект. Бидејќи јас кога прв пат стигнав таму, нормално прво ме чека на аеродром. Прв пат кога ќе стигнеш во Кина, кога ќе влезеш, клубот или газдите што те повикале, доаѓаат со цвеќе, бидејќи тоа за нив значи среќа. Они тебе ти посакуваат среќа уште на самиот влез во кино. Ти си уморен, си патувал 11-12 сати, си летал, стигнуваш нова временска зона и си изгубен, не знаеш каде се наоѓаш и они ти даваат све што сакаш. Уште од првиот момент јас кога стапнав во Кина, бев гледан како вака врач. Ништо не дозволуваа да ми фали. Јас прво моето одење во Кина беше за играње така наречено Wild Ball, се вика тоа во Кина. Бидејќи во Кина има 30 екипи кои играат прва и втора лига. И тие во главном се во поголемите градови, но има многу, сите знаеме дека Кина е една од најголемите држави во целиот свет. Има многу луѓе кои што сакаат да гледаат кошарка во својот град. Но тоа не може да го има бидејќи немаат професионални екипи. Популарна ли е кошарката во Кина? Кошарката е најпопуларниот спорт во Кина, што јас еве можам искрено да кажам, на неколку надпревари кои што ги играв имаше повеќе гледачи отколку што има на Партизан Звезда во Евролига. Спомнам на почетокот, јас те пресеков со друга мисла, дека ја американизираат кошарката, така кажа? Така. Што значи тоа? Најбитно во Кина е ти да можеш да дадеш кош. Они не ти велат мора да победиш. Дади ти 30 поена. И така беше случајот по моето прво стигнување. Јас стигнав понеделник и ми рекоа дека јас треба да одам одма на утакмица да играм вторник во 12 на Пладне. Јас уште имам джетлег. Јас уште само што сум стапнал во Кина. Мене ми се спие, јас не знам каде се наоѓам, прво си под стрес, одиш некаде со кој што си се допишувал на Инстаграм и си се слушнал 2-3 пати на телефон и одиш некаде на непознато во толку голема држава, јас бев под стрес целото време. Првиот надпревар го игравме, победивме, јас имав 8 поена, 8 скока и 12 асистенции. Јас сега сум радосен, окей, супер. Јас доаѓам од Франција каде што имав во Франција 27 поена у просек. Ама јас сум среќен затоа што знам дека во Кина кошарката е на многу повисоко ниво. Играм против играчи кои што имаат искуство во NBA, имаат искуство во G League, тоа е втората лига, тоест лигата за развој во NBA. И јас бев како, тоа е супер, јас можам да играм. И мене во тој момент ми се јавува газдат и вика, види, ако следната утакмица не даеш 30 поена, треба да се пакуваш. Ја му викам, добра, ама победивме. Не е битно дали ќе победиш. Ти треба да дадеш 30 поена. Значи имаш некој таргет на некој начин, како некој... Да, јас цел мој живот сум играл тимска кошарка. Јас секогаш сакам да поделам асистенција, мене тоа ме прави посреќен. Значи по индивидуализам... Они бараат да играш индивидуално, да. Индивидуално. Он ми вика, не треба никој да подаваш, само шутирај. Значи не ме интересира, никој нема да ти брои тебе статистика, битно е ти на крај да имаш 30 поени. Еве ти таму не си долго, така? 2-3 месеци си веќе, мај. 3 месеци, да. 3 месеци веќе, така? Да. Кој стил тебе ти е по-природен, а сметаш дека и можеби е и подобар? Тимска игра е кошарка. Тимска игра е кошарката. Јас сум секогаш тоа, затоа пред да почнеме запраша дали сакам повеќе NBA или Евролига, јас ти кажав Евролига, баш поради таа причина, бидејќи тимска игра е секогаш на првото место пред индивидуализам. Јас секогаш тоа и сега во Кина истиот моабет го правевме и со газдата и со другите NBA играчи кои што настапуваа со мене, Даниел Очефу и Мо Бамба. Мо Бамба мислам дека повеќето го знаат бидејќи има и песна за него која е позната. Истиот мајндсет го имаат они, значи они имаат игра на NBA. Јас сум играл втора лига Унгарија, јас сум играл во Франција, да. Ама они играле во NBA и тоа его кај нив го нема. Они ти викат јас дадов 20 поена сега, еве тија, играј ти. И тука ти добиваш мотивација и знаеш дека ти уствари можеш да играш. Ако јас можам да се носам и да играм со нив, јас можам да играм кошарка. И мене ми беше тоа и целта зашто јас отидов во Кина.
да видам дали јас можам да играм кошарка или не можам да играм кошарка. Да, сега сите ќе кажат Wild Ball е поразлично, не се игра толку тимска кошарка, таму можеш да шутнеш и 30 пати ако сакаш. Да, ама многу луѓе се вратиле од Кина баш поради тоа, ако ти шутнеш 30 пати и дадеш 30 поена, тоа не е добро. Така. Тоа не е добро. И јас тогаш сватив дека уствари таа кошарка е добра само за самодоверба. Затоа што мене сега моментално, јас можам да кажам дека 10 години професионално се бавам со кошарка. Сега имам најголемата самодоверба само поради Кина. И се надевам дека таа само ќе продолжува да се гради повеќе и повеќе. Така е, да се надеваме, бидејќи тоа сега што беше во Кина што се случуваше, мислам дека не би можело да се случи на ниедно друго место. Она што ми беше второто прашање, бидејќи нели спомнав, имам уште две прашања што мора да те прашаме пред да ни поминат нашите 45 минути. Едното беше за Кина, второто го начна ти. Значи го начна тоа е Евролига со НБА. Ти си веќе професионален кошаркар. Како на човек што ретко прати кошарка, те молам објасни ми која е таа разлика помеѓу НБА и Евролига. И може би вака најпластично прашање како за човек што навистина многу слабо ја прати кошарка, оти секојаш надпреварите во Европа имаат помалку кошеви од тие во НБА. Значи јас секогаш сум за Евролига. Евролига е подобро од NBA ако сакаш да научиш кошарка. Ако сакаш да научиш skills, нормално дека треба да се гледа NBA. Јас напоменав дека за мене NBA е бизнис, а Евролига се игра кошарка и е повеќе тимски. Многу луѓе се велат дека одбраната е различна во NBA и во Евролига. Јас не се сложувам со тоа. Иста е одбраната, да има различни правила каде што има 3 дефанзивни секунди во NBA, кои што во Европа ги нема, каде што не би било можно еден Вембањама кој е 2.26 да ми седи во рекет и јас да не можам да шутам, затоа што он може да фати све. И затоа, мислам, тоа правило е донесено од поодамна нормално. И тоа е единствената разлика од NBA и Евролига, зашто има повеќе кошеви, бидејќи многу полесно може да се стигне до рекет, но сепак треба да знаеш да завршиш, да дадеш кош, иако поред тебе има двајца кои се 2.20 високи и плюс имаат плюс 8 минути да играат. Евролига е базирана на тимска кошарка и нема во Евролига да видиме никој да даде повеќе од 18-20 поени. Да, се случува, нормално се случува, но сепак се базира на тимска игра. И јас сум секогаш за Евролига. Може би маркетингот повеќе натежнува на страната на NBA. Тоа не е ни Како што напоменав, многу така, подобри играчи има во NBA. Јас се сложувам со тоа, но сепак и шоуто и маркетингот си го прават своето. Си го прават своето, да. Ти до мене ми сугерираат веќе од режија дека јас и ти полека привршуваме. Убав разговор и ако се приметува по подкастот, ја повеќе сега јас ти навлегував со некои прашања, но сакав убаво да не ти ја мешам мислата, да си го кажеш своето искуство, бидејќи сметам дека е важно и е убаво да се знае како човек уште на 14 години излегува во државата во форма како што кажа ти, кај што не се чувствувал целосно како спортист, така? Градбата и се до тоа. И како се станува спортист на ова ниво да играш сега пример играш во градче кое што е 30 милиона во Кина, така? Играш со поранешни играчи од NBA и како што кажуваш ти е прекрасен мост кој го пребродуваш кон тоа да станеш подобар играч. Токму така. Ние привршуваме, јас примев некои брзи 45 прашања. Во ред. Така да тоа го поменуваме и полека привршуваме. Спремен ли си? Спремен. Најдобар кошаркар на сите времи. Леброн Джеймс. Тројка или забивање? Тројка. 3-3 или класична кошарка? 3-3, поинтересно. Кина во една реченица. Најубаво искуство на целиот свет. Кошарка во 3 збора. Дисциплина, мотивација и упорност. Што најмногу ти фали од Македонија? Бурек со месо. Најдобар совет што би одел на млад кошаркар? Да продолжува никогаш да не се откажува и никогаш да не паѓа ако некој од тренерите му каже дека не е доволно добар, туку да му биде тоа мотивација да продолжи понатаму. Кој спорт најмногу почитуваш покрај кошарката? Фудбалот. И ми сугерираат повторно дека привршуваме, бидејќи си навивач на Юнајтед, кој ти е омилен играч на Юнајтед на сите времиња, со тоа привршувам. Рајан Гикс.
Одлично. Добро, вака не го очекував Рајан Гикс, но добар одговор е Рајан Гикс. Тино, ти благодарам многу. Мислам дека убаво поразговаравме за тоа што го спомнав пред брзите 45 секунди. Дали ти би имал нешто да додаш вака како за крај? Да, јас би сакал нешто да додадам, бидејќи сум инволвиран во проект кој што прво ќе се одржува на 11 јули, за да видиме каде стои днината на 3-3 баскетот во Македонија, а второ би сакал да го поздравам мојот најдобар другар Дарко Скулич, кој ќе го донесе МК во Македонија. Сите знаеме кој е МК, човекот што има 3,2 милиони фоловери на Инстаграм. И он е еден од најдобрите 1-1 играчи во целиот свет. Ке имаме шанса сите да играме против него. Тоа не можам да откриам кога ќе дојде, но можам да кажам дека наскоро доаѓа. Кратко, јасно и убаво. Тино, фала ти уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Со тоа ги завршуваме и овие 45 минути и со еден совет од нашиот гостин денеска, а тоа е дека никој не може да ви каже дека не ве бива за нешто, особено за спорт. А особено тренерите, верувајте во себе до крајот и бидете дисциплинирани. Со тоа ги завршуваме 45 минути. Бидете поздравени и чувајте се.